Детето и мечката. Еднаш наесен, еден каракачанец, за да се згрее, бидејќи му студело, беше си запалил еден добар оган во својата колиба во планината, кај што му беа овците. Од едната страна на огнот стоел тој, од другата жена му, а меѓу нив нивното дете, мало, од 2-3 години. Како што се грееа сите тројца, ете една мечка иде на кај нив. Само што ја видоа, мажот и жената веднаш скокнаа од земја и удрија да бегаат, а од страв оставија и дете и колиба и побегнаа. Мечката отиде во колибата, се доближи до огнот да се згрее и таа. Кога ја виде, детето си помисли дека е некој пријател, таич не беше уплашено. Откако седна мечката до огнот, детето зеде една гламја од загореното дрво и посака да ја гибне мечката со гламјата и велеше вака: "Джиш бубо, джиш бубо." Мечката не гледаше во детето. Арнаама, кога истори така 2-3 пати, на четвртиот пат ја доближи гламјата до опашката и мечката пламна одеднаш од опашката до главата. Кога се вида мечката запалена, не и се даде да го поткачи детето, ами се пушти да бега кон водата за да го угаси пламенот. Арнаама, додека да стаса до реката, кутрата мечка изгоре и се стори како гламја. Кога трчаше кон реката, планината трепереше од мечкините викотници. Кога мажот и жената се вратија во колибата, си го најдоа детето како што сакаше Господ. Со себапот од детето се избавија многу каракачани, мечката да не им ги јаде овците и кобилите.